Добре дојдовте во Зајли против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде колумнистот, аналитичар Војслав Зафировски. Добре дојде. Добро ве најдов. Пред малку Војслав како бомба буквално одекна веста дека по 28 години од неговото бегство во Грција по меѓународна потерница која што имаше веќе 28 години е фатен Аце Боцевски алијас Аце Циганот, човек кој што од минатото многумина новите генерации него ни знаат, најве јас се сеќавам многу добро, што како зошто сум имал и лични контакти бидејќи во тој регион живеев, ти си од тоа време исто така многу добро ги познаваш работите, зборуваме за човек кој што беше обезбедување на СДСМ и на председателот, Бог да го прости, Киро Глигоров, човек кој што учествуваше во кршењето на Хардрок, тоа беше страшна афера, човек кој што губи човек среде центарот на Скопје, зборуваме за Сеат, го знаја како боксерот по надимак, не ми текнува неговото презиме, тој го... Јас се сеќавам на физичката пресметка, израсна во Драчево, среде Драчево, спред најпознатата тогаш не беше дискотека, тоа Кафуле беше осмица, беше претепан Аце Циганот од Сеат, и тоа беше основата на приказката, зашто тој после некое време и губи со корветата, бркајќи го на тие темни времења. Зборуваме прости за долгово, нели, интро, но време кога тој беше пуштен на домашен притвор, човек што уби човек среде Скопје со пиштол во престрелка со коли бркотница, беше пуштен на домашно лекување и избегал домашен притвор. Мислам, тие неверојатни времења. 97-та година е ова што го зборуваме. 28 Интересно е што после 28 години е уапсен Аце Боцевски. На прекар Циганот сите го знаат. Станува збор за еден исклучително агресивен криминален тип на човек кој имаше извонредна спрега со тогашните власти. Дури мислам дека и тогашниот министер за внатрешни работи му беше некакво покритие во село на што го работи и токму затоа тој успеа да издействува најнапред да оди на боледување, а жив, здрав, прав, без никакви здравствени проблеми и да издействува домашен притвор. И од домашен притвор, како што бидува, со помош на актуелните тогашни власти, тој ја напушти Република Македонија и до ден денешен беше недостапен за правдата, беше недостапен за законот. Аце Боцевски имаше интересна епизода во периодот кога беше на судење. Прво беше во бегство. И чинам дека после извесен период дознав каде се има криено. Го има криено неговиот адвокат. Го има криено во едно мавровско село. И кога конечно излезе на судење, судот го осуди на 15 годишна казна затвор, но го осуди условно кажано во негово отсуство, бидејќи тој издржуваше притвор, домашен притвор, и од таму си ја напушти Република Македонија и пак ќе повторам, со помош на тогаш актуелните власти. Таа спрега меѓу власта и подземјето датира од првиот ден на осамостојувањето на Република Македонија и наваму се провлекува со децении веќе. Но добро е, велиме, правдата може би е слепа, може би е спора, но сепак стигнува. Така што очекувам да му биде определен екстрадицијски притвор во Грција на Аце Боцевски и после 30 на дена да биде испорачан на Република Македонија и конечно да заврши во затворот во Идризово. Тоа нешто што се случуваше пред 28 години, кое што беше јавна тајна што се случува меѓу криминалците и тогашната власт на СДСМ, продолжи буквално кажано до ден денес оние криминални групи што се растураат, оние Бела Ноца, Грчеци и компанија кои што ги подбра министерот Тошковски, конечно некој да се најде, да не речам машнели да го направи тоа, но еве се случува расчистување на целата приказка. Она што мислам мене ми е како потсетување токму Аце Циганот и тоа што се случуваше,
моментот се сеќавам на неговото судење кога човек карпа од 2-4, таков беше голем нели човек, и на судењето глумеше дека кога одел по мала нужда му се темнело, паѓало и го пуштија дома со цел ум, ке рече некој, ама тоа беше тоа беше толку нормално да се случува, никој не се изненади од бегството, зашто и тоа беше толку нормално, човекот што кршеше за една партија која што потоа го штитеше, нели? Но еве сега после 28 години дознаваме, но сепак за жал таа нормала продолжи, Војслав Чинам, значи ни се случува и минатите години. Континуитет има. Так. Има континуитет во сето тоа. Ако сакате, Љубе Бошковски не избега од Република Македонија, тој замина. Так. Со согласност, со благослов на актуелната власт. Они може да кажуваат што сакаат. Меѓутоа, факт е тоа. Не може некој да избега од државата, некој што има 24 часовно обезбедување, што има оперативна обработка, и оперативци, и луѓе од обезбедување го обезбедуваат 24 часа. Не може да избега без знаење, без согласност и без, турците би рекле, изим од тие што се властодржци во тој момент. Така што тој континуитет си врви и наваму. Прв пат гледаме нешто што се разликува од тој период. Прв пат имаме една поинаква ситуација каде што без пардон се расчистува со криминалните една поинаква влада. Банди. Една поинаква влада, еден поинаков општествен амбиент. Да. Мислиш ке продолжи моментумот, нема да се застане, бидејќи зборуваме за криминал кој што е напластен децении, да не речам 34 години на 8 септември правиме од независноста, и претходно го имало, да не се лажеме, и во Југославија, но она што се случуваше, предпоставувам дека беше многу по-засилено и по-видливо во Македонија, бидејќи Југославија сепак беше Југославија. Југославија беше држава со 24 милиона народ, и беше од Гевгелија до Марибор, а Македонија е од Гевгелија до Блаци. Толку е. 2 милиона народ, сите се знаеме, без малку, сите сме некако поврзани, по пријателска, по роднинска, по било која линија. И од тука многу повпечатливи се тие спреги меѓу власта и криминалците. Во една прилика кога се смени власта, ме прашаа некој што ќе се случи сега. Ништо, велам, ќе се прераспореди балансот помеѓу власта и криминалците. Ако едните до сега работеа за оваа власт, сега некои други ќе дојдат на нивно место. Тоа е борбата на подземјето, е тоа. Оние пипци на подземјето кои што се пуштени, еве пример е класичен Боцевски, за тоа што се случувало меѓу криминалците, судството, обвинителството се наоѓаше во домашен притвор, нели, кога избега човекот што е убиец среде бел ден во сред Скопје на билна аптека во центарот на Скопје го изврши убиството со пиштол, убивајќи човек среде бел ден, толпа народ околу, таму се автобуските станици, прометно е вака, нели? Но еве се покажа времето кога е извршено убиството беше се уште ден. Так, да. И такво ладнокрвно убиство... Одмазда, класична. Класична одмазда се гледа само на мафијашките филмови. Так, буквално кажано. Едноставно човек да не му се верува дека тоа се случува, дека се случило среде Скопје и среде Белден. Да не му се верува на човек. И сето тоа што после се случуваше, беше како една многу лесна драмолетка, една режија која не може да помини кај секој што размислува со собствена глава. Меѓутоа, направија тоа што направија, го пуштија на боледување, па од боледување во домашен притвор, се со цел да му овозможат непречено да ја напушти Република Македонија. А без малку. Голем број луѓе, меѓу нив и јас, знаев
дека тој престојува во Грција. Тоа беше јавна тајна, исто како новинар бивам слушнато од многу луѓе. Еве, се обелодени дека било... Од многу луѓе се знаеше сето тоа. 27 години беше распишана потерница и за целиот тој период да не може полицијата да му влези во трага и да го донеси овдека на издржување на казна затвор, мислам дека е нереално, дека е надвор од секоја здрава логика. Веруваш, значи, дека ќе се спроведе работата како што треба, веќе има контакт меѓу македонската полиција, се заблагодарија според последното што го видов до грчките власти, нели очекуваат брза и ефикасна постапка за испорачување на Босевски во земјата, ова е последно пред неколку минути буквално што мислам дека имаме договор со Грција за екстрадиција, тоа ќе ни ја олесни целата работа и таа процедура чинам дека нема да трае подолго од 60 дена. Тоа е максималниот рок во кој очекувам Боцевски да дојди во Република Македонија. Мислиш дека ќе му се додаде плюс, иако тој сега мислам дека има 68 години, чина беше последната информација, 15 години треба да одлежи, но поради бегството и сето тоа ќе се додава тоа плюс или судот? Тоа ќе треба судот да си одлучи. Да. Овие пипци што ги спомнавме меѓу криминалците и судовите, дали имаат метастазирано толку што еве и 34 години после независноста се соочуваме со нив, дали оние последни примери на пресуди, па и на отварање случаи, да не ги речам, се доказ дека и после толку време некои ровари, она јавна тајна, да не се лажеме и не, да не генерализираме, не се сите суди валкани или сите обвинители, но очебино има многу. Последниот случај беше за модуларната болница. И тоа е еден атавизам од едно минато владење. Знаеме што се случи, 14 луѓе изгореа живи во еден кибрид, буквално едно нешто што беше се запали и изгоре за неколку минути. И на крај имавме пресуди какви што имавме, целата јавност, особено семејствата, но и јавноста и пријателите и сите со неверување ги дочека овие пресуди. Имаше коментари, па подобро и кабелот да останеше, што се случи со овие, нели, настрана минимални, но еве повторно лекарите се виновни, како може така да заврши на случај? Ако дозволите. Станува збор за случај кој сериозно ја потресе македонската јавност. Тоа беше еден од случаите кои сериозно допре до совеста на сите граѓани што си ја сакаат државата и што ја сакаат правдата. Меѓутоа не допре до оние до кои требаше да допре. Мислам пред се на извршната власт која ги имаше сите полуги во сопствени раце. Обвинителството прашање е дали воопшто спроведе коректна истрага. Не може да добиеме ние вештачење од надвор, од странство, па тоа вештачење да се мислиме дали да го објавиме, дали да не го објавиме, па да калкулираме после 50 дена да биде објавено во јавноста и на крајот да се излези со заклучок дека кабелот бил виновен. Не. Една паралела. Направете паралела со ова што се случува со истрагата во Кочани. Во Кочани имаме една целосна и комплексна истрага во која се оди чекор по чекор и се анализира се, почнувајќи од дозвола за работа, почнувајќи од исполнување на техничките услови за работа, па до материјалите кои се вградени, дали се лесно запалливи, дали не се запалливи, така натаму и така натаму, значи една целосна истрага која влегува во сите пори на целиот тој настан. Овдека се заврши со констатација дека се запалил кабелот и тој е виновникот за смртта на 14 луѓе во модуларните болници. Никој не прочепка да види што предвидува тендерската документација, какви материјали да се вградат. Не може, има стандарди. Не може да ставите вие материјали кои за 5 минути од болницата нема да остане ништо. Значи, мора да се оди подлабоко
потемелно и да се опфатат сите сегменти на одреден проблем. Никој не го постави тоа прашање. Како се градени модуларните болници? Дали ги исполнуваат стандардите за безбедност и за безбедно сместување и лекување на болните внатре? Дали се вградени оние материјали кои представуваат стандард некаков и за безбедност на болницата и генерално стандард за градба? Тоа прашање никој не го отвори. А зошто не го отвори? Па затоа што фирмите кои ги градеа тие модуларни болници, знаеме кој беше собственик. Така. Кочо Андјушев. Двајца екс-министри се вмешани директно, едниот директно ресорно, кој што е сега дури Филипч. председател на партијата СДСМ, а предходниот си даде оставка, но беше исто министер во нивната влада. Настрана тука конфликтот на интереси, да не се лажеме, твој поранешен министер добива државни тендери од милиони, настрана и начинот на изработката и сето тоа. Дури велам и да не се градени според тендерска документација, да се градени врз основа на договор во 4 очи, мора да се испочитуваат стандардите, бидејќи тие се некаква гаранција дека внатре може да сместите безбедно луѓе на лекување, а не да ги сместите во кибрид, кој за неколку минути од болницата нема да остани ништо. Затоа велам, се сомневам дека воопшто е водена истрага. И денес најлесно е да се каже двајцава директори. Да, директорите се одговорни по основ на тоа што биле должни да реагираат за квалитетот на градбата, за безбедноста на градбата и така натаму, за електричната инсталација, за се. Директор не е само да бидеш носител на функција. Одговорност. Директор подразбира и одговорност. Јас лично сметам дека голем број директори и не се свесни колку им тежи подписот и колку и за што се одговорни со застанувањето на чело на одредена институција. Така што овие двајца ги осудија, смешно е, едниот година и пол и другиот година и пол, $1.000.000 осудено правното лице и со тоа као се обидуваат да се замачкаат очите на јавноста. Пак ќе кажам, лично длабоко се сомневам во тоа дали е водена коректна истрага. Затоа што ако е водена коректна истрага, морала истрагата да ги опфати и другите сегменти кои се битни за последицата. А тоа се 14 изгубени животи на луѓе кои биле донесени на лекување, кои биле во болница, каде што првата предпоставка е дека се на безбедно, дека се на сигурно и дека е преголема, да носиш некого да се излечи, а тој загинува во пожар заради нечија неодговорност. Тоа е тоа. Значи, се сомневам во тоа дека воопшто е водена истрага. И токму заради тоа, можеби и судот не може да изречи и поголема, повисока казна. Но треба да го прошири опсегот на инволвираните, осомничените, обвинетите, како оди процедура. Судот не може тоа да го стори. Обвинителството. Обвинителството е тоа што треба да го стори тоа. И обвинителството е најодговорно за сите тие работи и многу пати сум кажал, сепак обвинителството според мене е најинертната институција во државата, која нема да кивне ако нема ишарет од властодржците. Очекуваш да се реотвори, да се реформулира, да се среди нешто таму? Мислам дека работите да почнаа да се менуваат од 16 март, кога се случи трагедијата во Кочани. Во крајна линија ја имате и пресудата за прегазувањето на младата Фросина од 10 или 12 години 12 години за Васил Јованов. И пазете, адвокатот реагира, бранителот реагира дека казната е превисока и дека не е во склад со она што досега беше судска пракса, додека обвинителот е
задоволен затоа што за прв пат за една жртва се изрекува 12 години казна затвор во ваков случај, за вакво дело. Само да се подсетиме, ние го имавме Кичеец, кој формално правно требаше да биде во затвор. Тој возеше возило и на патот Кичево Гостивар непрописно претекнувајќи на полна лента. На полна лента со голема брзина удри во друго возило и усмрти едно лице. Српски државјанин се договори со обвинителството 6 месеци робија. Видете, тоа се гафови кои се недопустливи. Имавме условна казна за убиството на Гоце на кај млечен ресторан. Моторџијата заедно со сопругата која што беше бремена, таа го изгуби детето, Гоце загина. Тој помина исто на дупла полна лента, кај, значи веќе умислата е тука, мораше да правиме протести, Наташа беше кај мене што го загуби детето, за да што се случи, условната казна беше заменета со 2 години затвор. Мислам дека не оди вака работа. Не оди, дефинитивно. И сега со Теодора прости во Тетово 2 години затворска казна за прегазување на пешачки премии. Сам навистина мизерно. И велам од 16 март навака некако работите почнаа да се менуваат. Дури и судот одмерува казни кои одбраната објективно не ги очекува заради досегашната судска пракса. А обвинителите, велам, задоволни за тоа што за прв пат се изрекуваат такви казни. Но, дефинитивно, мора и судовите да разберат дека овој народ е гладен за правда. Дека секоја загуба на човечки живот е страдање за една цела фамилија, за едно цело семејство, дека секоја таква загуба ги менува судбините на луѓето. И тука мораат да бидат поригорозни, ако ништо друго, барем со казната превентивно, онаа генерална превенција да биде исполнета, да биде поука за сите оние останати учесници во сообраќајот или во која сфера сакате од општественото живење, дека не смее веќе така да се однесуваме. Мораме да бидеме одговорни пред се кон самите себе, а потоа и кон сите наши останати сограѓани во Република Македонија. Се повторува името на еден политички лик кој што го има, еве го спомнавме во модуларната, тоа е Филипче, кој што беше министер во времето на она што се случи. Неговото име се споменува во уште еден случај кој што сега се отвора, конечно имаме какви такви, ќе рече некои обвиненија за онкологија. Но повторно резилото е, мислам, голем, зборуваме за криминал од 35 милиони евра, 2,2 милиарди денари, за продавање и незаконско користење на лекарствата, давање на несоодветни терапии, на оние. Зборуваме за човечки животи тука, на страна, еве, парите, некој ги украл, направил што направил. Еве сега некој ќе рече, ова е конечно во докторската фела, да имаме обвиненија конкретни, да не биде дека бил пијан влегол во анестезиона сала или пак за мито и корупција, ова е за нешто по-конкретно ќе биде, но повторно имаме 2 директора, еден медицински, еден економски и 2 лекари, односно доктори се обвинети. Повторно приказката оди многу подалеку. Имаше и анкетна комисија за случајот, која што утврди политичка одговорност, што е многу логично, контролен механизам, знаеме кој е, тоа е министерот, оној кој што денеска бара лидерска средба со 3,8%, мислам дека и тоа е многу статистичка грешка, но еве повторно се вртиме околу истите луѓе, околу истата власт, повторно на СДСМ. Никој не ги споменува животите кои што се не може да не починале луѓе од погрешните терапии. И овие се оние што се утврдени 16 пациенти ваму, 14 онаму, 29, тоа се работи за многу поголема бројка, но еве, повторно имаме какво такво ќе рече некој отворање на обвинението, нели, со двајца, ама
Повторно работата оди многу подалеку. Анкетната комисија утврди одговорност кај министерот, што е многу логично. Тоа е основниот контролен механизам на целата приказка, тоа не се случувало 2 дена, 35 милиони евра се, тоа е башка многу пари, настрана животите. Утврди одговорност кај директорот на ФЗОМ, кој што меѓу другото го фативме како број пари на камера и го снема, исчезна со севанецот на Зоран Заев од Муртино, се вика Ден Дончев, нели? И имаме трет случај, директорот на Државен и санитарен инспекторат, не се ни сеќавам кој беше, од ДУИ беше некој. Но, еве, одговорност, тоа беше логиката кога почнуваше случајот, сите посочија мора да бидат виновни и да знаат. Тој баш со доктор Чибишев го коментиравме, тој ги спомена тогаш, така испадна, не може овие луѓе да не се виновни, односно да не знаат што им се случувало во дворот. Едниот е инспекторатот, другиот е ФЗОМ парите, третиот е министерот. Еве повторно имаме минимизирање на приказката, а од друга страна велат леле супер за доктори ке се воделе случај. А што е со останатите? Рибата повторно смрди од опашката. Ќе ви кажам надворе од темава, ќе ви кажам еден случај кога работев во внатрешна контрола. Појдов во Охрид во врска со една представка која се однесуваше на еден од началниците во секторот за внатрешни работи Охрид. И го прашувам началникот на секторот што правиме со ова. А рече, добро е што дојдовте. И ми вади еден тефтер толкав со представки од граѓани до него што биле стигнувани. Так. Вели, погледни, ја што имам? Одлично, велам. Кажете ми сега, што сторивте вие по тие представки? Дали покренавте некаква постапка против него? Ама не, внатрешна. Не, како внатрешна? Внатрешна е крајната инстанца. Вие сте тука началник на секторот, вие сте одговорни за се она што се случува во рамките на секторот. Сега, велам, од овој момент, јас имам 2 случаи. Едниот е за вашиот началник, другиот е за вас. Наскоро и двајцата беа сменети. Ова го кажувам како пример за ова што треба да следи како продолжение на обвинението против лекарите во онкологија. За несреќа, и јас сум паталец на онкологија, се влечкав 3 цели години и се уште сум нивни пациент. Меѓутоа, ниту директорите не можат сами тоа да го реализираат, нити пак можат да го направат тоа без некој, мислам на првиот човек што го води Министерството за здравство, да знае што се случува таму. Не може да не знае. Ако не знае, треба заради тоа да одговара. Ако не знае. А сигурен сум дека знае и дека се прави на недоветен, се прави на... Сега веројатно ќе бара да се утврди најнапред кривичната одговорност на овие, па тогаш тој да се произнеси што мисли за тој настан. Не. Нема што. Јавното обвинителство, штом дошло до констатација дека има сериозни елементи да се сомневаме дека е сторено такво кривично дело и што ме побарано притвор за тие луѓе, нема никаква дилема дека и министерот треба да си сноси одговорност политичка. Они што ја сметаат политичката одговорност? Сега сум во опозиција и тоа е доволно. Так. Не. Исто како што го гледаш Оливер Спасовски во собрание, кој што според многумина се чудат како има образ воопшто да зборува после она што се случуваше и аферите многу добро ги знаеш во МВР. Случајот Двојник во зградата на македонската телевизија МВР, доле се случувало тоа е горе во истата зграда, настрадаа шалтерски работници кои што замисли биле вмешани со и директни врски имале со мафијаши светски. Тоа не се мафијаши некои, нели, светски мафијаши познати. Во Србија го спомна неговото име. Го спомна. Во Беливук. Многу е интересно тоа. Знаете,
белосветските мафијаши од рангот на не знам кој, таму кој Интерпол ги бара со години и со децении. Уште Ел Чапо фалеше на таа листа, нели? Многу блиски со луѓево што фотографираат во МВР за пасоши, па да ги протнаа. Немојте да си играме играчки. Меѓутоа, ниту обвинителството, ниту судечката судија не ги прашаа за колку пари тоа го направија. Ако тргнеме по патот на парите, точно ќе дознаеме кој што направил. Ни се случи рекет со Бокки 13. Ние и ден денес не знаеме каде завршиле парите. Така што повеќе од очигледно е дека сите тие истраги што се водеа во тој период се толку површни, толку аматерски, толку дилетантски водени. Или така се намерно правени, за да немаме јасна ситуација, за да не може судот да суди онака како што треба и кого треба да суди. Инволвирани министри, бизнисмени од ДУИ, од СДСМ, зборуваме за Бесатран, зборуваме за Ласкарци, за Дурмотур, зборуваме за црни петна се тие на македонската... Тоа се црни петна на македонското правосудство, ако сакате и на македонското јавно обвинителство, но и на македонската полиција. Без кој што не може да се тргне натаму ако не се рачиста, да не се лажеме. Не може под тепих само работите. И еве ги сега казните, апелација што ги изрече за Дурмотурс, ги зголеми и веќе тоа се сериозни казни кои држат вода. Објективно. Меѓутоа, пак ќе повторам, во тоа време истрагите не се водени онака како што пропишува законот. Значи, се водени површно, се водени на брзина, колку еве да се каже дека водиме истрага. Не може за пасошите да немаме ние сериозен човек од врвот на Министерството инволвиран во таа приказна. Ама не е возможно. Затоа што системот, како машина, нема да издади пасош ако не се совпаѓаат биометриските податоци на оној што е барател на пасошот со претходно него издадена лична карта на него. Тоа значи дека морало некој претходно добро да ги сработи работите во смисла на тоа да го промени идентитетот, да ги промени биометриските пасоши на покојници, па да земи нивна фотографија, нивни податоци и да ги среди да ги скоцка во една лична карта, а после тоа дури да појди да вади пасош. Што шалтерски работник што не може да го направи. Што не може да го направи дефинитивно и шалтерскиот работник кога ќе му дојди таков човек со лична карта, каде што биометриските податоци му се совпаѓаат, машината вели да, на човеков му следува патна исправа, шалтерскиот работник што може повеќе да направи? Освен да го фотографира и да ги проследи податоците натаму во управата каде што се изработуваат патните исправи. Ѓомити Кондураджијата го направил филигранот за кој што е обвинет дека е така, мислам, дотаму... Така му доаѓа. Дефинитивно е така. Веруваш дека овие црни петна може да се исправат, бидејќи дефинитивно може да се исправат, може да се исправат и мора да се исправат. И мислам дека напишав еден пост на Фејсбук. Се додека клучните виновници за тие црни петна не седнат на обвинителна клупа, ние само ќе талкаме побарањето на правдата. Значи, оној момент кога ќе ги видиме тие луѓе на обвинителна клупа, ќе можеме да разговараме дека имаме вистински правосуден систем. Дали тука зборуваме за одредени екс-премиери? Дефинитивно. Екс-премиери, екс-министер за надворешни работи, екс-амбасадор, ако сакате, шеф на пратеничка група во парламентот. За тие луѓе зборувам. Без нив катар за прочистување на приказката македонска нема да има повторно. Нема да има, ќе се вртиме во круг. Ќе се вртиме во круг и секогаш нема да знаеме каде е почетокот, каде е крајот.
ќе се Тоа се бркаме. јавни тајни на страна. Знаеш, јавна тајна беше дека со него почнавме Аце Циганот во Грција. Еве, денеска го фативме. Јавна тајна е дека ова што се случуваше со двојник не може да бидат шалтерските. Паредно е да се исправи и тоа. Јавна тајна е дека за Дурмотурс, односно за Беса Транс и за Струма не може да не одговара некој што ја издавал лиценцата, не може и тоа повторно па некој шалтерски работник. Има министер за тоа, има многу повисоки. И за Беса Транс. Која беше таа формулација дека најмалку еднаш поминал преку државната граница без валидни документи? Стотици пати поминал. Најмалку еднаш. Не може да утврдите вие според Ајде ви се молам. Ајде ви се молам. Да. Па какви евиденции се водат преку компјутерот и се денеска настана. Да така е, имаме електронски податоци. Так. Значи, какви се евиденции се водат и на излез и на влез во државата и обвинителството тврди дека најмалку еднаш што е поминал. Минимизирање и релативизација, да. Немојте ја вреѓате интелигенцијата на луѓето во Република Македонија. Денес немаме луѓе кои се ограничени. Имаме луѓе кои се паметни, кои размислуваат со сопствена глава, кои носат своји заклучоци и немојте да си играме со нивниот ум, со нивната интелигенција. Пристапот до информациите е многу поинаков од порано. Сосема поинаков, сосема е пред поинаков. себе, така да. Еве, сакаш да дознаеш кој е Аце Циганот, кликаш и излегуваат дека се случило тогаш и тогаш, има толку и толку години, го убил Сеат Ибраими, таму и таму, ноември 97-та година. Значи, и некој што заборавил, ние не сме заборавиле, но е за секој случај црно на бело го има пред нас. Така. Ке зборуваме и за останатите теми за Македонија, за тоа дали сепак над ова македонско небо се разведрува работата и се враќаат работите на вистинскиот колосек, дали Кочани онаа трагедија е нашата, можеби последна шанса и но нешто и што не тера, да мора да го направиме тоа. Со нас е Војсов Зафировски, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Војсов Зафировски. Војсов, дали Македонија на секое поле некако, или така е барем привид, се ресетира? Зборуваме не само зборуваме за безбедноста, зборуваме за полицијата, зборуваме за судовите, дури се разработи јавното обвинителство за жал, ке речеме, но мораше, по се она што се случи во Кочани. Не економски гледано работите одат напред. Дали тоа не тера да се запрашаме од друга страна? Еве, помалку од една година е отстапувањето на ова власт, 21 или 3 јуни, мислам, официјално ја презедоа власта и ова влада стапи на сцена. Ако се сетиме само една година, значи се вратиме наназад, и кој не водеше, зборуваме за Ковачевски и она банда, слободно кажано, околу него, зборуваме за првиот вице-премиер Артан Груби, кој што сега е во бегство, за истото дело, меѓу другото, и се бара по потерница, да, а другиот оној Ковачевскиот рек, нели, оние што пеа за Заев песни, одиме на секое ниво, министрите, има дел од нив и во случајот со Кочани инволвирани и се, нели? Но ако се вратиме само помалку од една година наназад, како и каде живеевме и последиците што ги трпиме и денес, оној домино ефект не може тек така да се оправи, но еве, како ги издржавме во превод? И останавме држава и нормални, да не речам, дел барем. Изминавме еден страшно тежок период, период каде што немаше ниту правда, каде што немаше ниту владење на правото, каде што корупцијата стана системски проблем и ја имаше на сите нивоа. И денеска ѓаволски тешка работа има актуелната власт да ги ресетира сите сегменти во општественото, економското, ако сакате и политичкото живење, да ги ресетира на начин како што заслужуваат граѓаните во една демократска држава. Многу е тешко затоа што многу работи се беа застанати, беа закочени, беа апсолутно нефункционални институциите и нивното функционирање беше условено со тоа кој ќе плати повеќе. И тоа беше прашање на
институционална ерозија во секој поглед. За мене единствено Државниот завод за ревизија во тој период си ја бркаше работата онака како што доликува, достоинствено, честно, поштено и работеше на начин како што би посекал секој граѓанин во оваа држава. Работеше честно, сите нивни извештаи пари вредат, затоа што многу јасно ги детерминираат пропустите на актуелните луѓе, на актуелната власт, ги даваат и аргументите, што значи и доказите за многу незаконитости, за многу пречекорување на службените овластувања и така натаму, и така натаму. И во тој поглед сметам дека оваа власт има исклучително тешка задача. Но гледаме дека работите почнаа да се движат во една позитивна насока и најнапред би ја издвоил надворешната политика, каде што Република Македонија застана на свој нози и кажа, црно-бело, ден-ноќ споредбено со напредходното. Нема споредба, нема споредба. Се вели, извинете, ама вака не може. Јавно, јасно, гласно. Јасно, гласно, принципите се тие. Не може некој што не те признава и не реализира судски одлуки од судот во Страсбург да бара од тебе да го смениш уставот со право и натаму, движејќи се кон европскиот пат, да може да не блокира. Значи, прво, тој дел сметам дека е за поздравување, што се смогнаа сили да се спротивстават на една таква анахрона политика која прифаќаше се и се што. Сервилна до безкрај. Сервилна до до безкрај. Натаму, во делот на безбедноста, имаме навистина сериозно предвижување и сериозни чистки и во рамките на Министерството за внатрешни работи. И тоа беше неопходно потребно, бидејќи наназад имавме еден период во кој во безбедноста се инфилтрираа кадри кои беа контаминирани со криминал. Значи, луѓе кои има и претходно криминално досие, луѓе на кои судот им има изречено мерка забрана за бавење со дејност и луѓе кои биле осудувани за кривични дела кои се гонат по службена должност. А Законот за внатрешни работи, меѓу другото, предвидува дека не може во полиција да влези човек кој е осудуван, човек против кого се води истрага за кривично дело за кое може да се изречи казна затвор поголема од 5 години и ако има во минатото сторено кривично дело. Ова зошто го велам? Затоа што денес, ако еден полициски службеник се обрати до дирекцијата за класифицирани информации и побара сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации, услов е да им однеси од судот потврда дека не е осудуван, да им однеси потврда дека е деловно способен, замислете, и од судот исто да им однеси дека не му е изречена мерка, заштитна мерка, забрана за бавење со одредена дејност. Што значи тоа? Тоа значи дека во МВР имаме такви. И покрај тоа што Законот за внатрешни работи во основните критериуми за прием на лица во служба во Министерството за внатрешни работи и во полицијата генерално, меѓу другото ги има апострофирано. Да не биде криминалец како што ги има. Неверојатно. Тоа е тоа. Министерството за одбрана мислам исто така дека веќе се консолидира, покажуваат и таму добри резултати. Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија, ако сакате, сите министерства веќе дишат во поинаков ритам од се она што беше досега познато. И мислам дека наспрема простиот на монументално дело морам да го споменам од два аспекта. Најкапиталниот проект од времето на владењето на СДСМ остана оној ров тунел под Идризово.
што го ископа затворениците. Но ајде што го ископа и тоа единственото го затрупа во меѓувреме. До ден денешен, тогаш истрагата знаеш како заврши? Немаше виновник. Не најдува кој го ископа. Тоа не можело без инволвираност и вмешаност на затворските чувари, раководството и се, но како заврши, ископавме, најдовме, добро не излегле, го затрупа и толку најтипичен пример како функционираше минатата влада. Прости за дигресијата. Да. Хајде, веќе кога правиме дигресија, исто кога во времето на Павле Трајанов се најде трактор со оружје. Го фативме тракторот, не знаеме чиво е оружјето. Пред 2000-та година. 98 беше тоа. Така што во сите министерства се чувствува еден поинаков ритам на функционирање. Мислам дека тоа се должи пред се на повисокиот степен на одговорност кој се бара од носителите на функциите, а со самото тоа и од администрацијата, од вработените во администрацијата, и во тој дел се чувствува прогрес. Меѓутоа, мораме да бидеме свесни за нешто друго. Во изминатите 8 години, не велам дека сите што се примени се некадарни, се несоодветни кадри. Не го тврдам тоа. Меѓутоа знам дека многу несоодветен кадар влезе во администрацијата, кој нити знае да работи, нити е навикнат да работи, нити пак има представа зошто се вработени таму. Едноставно се дојдени да земаат плата. Сега, кога веќе се затегнуваат тие полуги и кога се бара и одговорност и од нив, работите почнуваат да се менуваат. Меѓутоа ќе треба време да се исчисти сиот баласт кој со години е товарен наназад. Не велам само за оној период додека беше СДС на власт. И од предходно имаме такви кадри. И сето тоа треба да се исчисти. Да се ослободиме од таквите кадри, за да можеме да создадиме едно поле каде што луѓето ќе можат да си ги работат работите кои им се ставени во надлежност. И да се знае дека администрацијата е сервис на граѓаните. Дека тие се тие кои ќе ги сервисираат потребите на граѓаните. А не се граѓаните за нив дојдени и граѓаните не можат да чекаат и да некој се изживува со нив. Не. Граѓанинот е на пиедесталот во Република Македонија. Граѓанинот, неговите слободи, неговите права, а меѓу другото, право е да биде третиран онака како што заслужува, како граѓанин. Како гледаш на последните информации на стратешкиот договор, односно договорот за стратешко партнерство со Британија? Многу пари влегуваат. Последното што го обзнани денеска премиерот беше дека 1,2 до 3 милиарди евра ќе се користат за Чебрен и Галиште, хидроцентралите две кои што ќе се прават, кои што да се подсетиме малку пред да паднат од власт, овие претходните дивајли слободно ги продадоа на грците, па реакциите на јавноста и се свати дека всушност нема ни да добијат пари, дека таа фирма е повторно некоја си каква таква фиктивна. За алаш вериш. Така, но еве, повторно ќе се гради нешто што ќе биде за иднината на Македонија, фантастична работа, тоа ќе биде наши изграденост. Чебрен и Галиште се представуваат стратешка инвестиција и тие ќе представуваат долгорочно добро за Република Македонија, бидејќи ќе помогнат во голема мера во енергетското осамостојување на Република Македонија. Денеска дефинитивно енергенсите го вртат светот. И мислам дека е добар потек ако владата инвестира во изградбата на овие два клучни стратешки објекти, затоа што бенефитот ќе биде на долг рок. Ние обезбедуваме зелена енергија со овие два големи проекти. Како гледам на овој договор? Сметам дека е апсолутно позитивен
овој договор. Сметам дека е неопходно парите да се искористат во објекти како што е Чебрен, како што е Галиште, како што е изградба на брзата пруга, болници, нешто ако ни треба, не е бадиела секторот што живот значи, така. Болници и така натаму. Инвестирањето во овие сфери ќе значи забрзување на замаецот по кој Република Македонија се движи и прогресира во фаќањето чекор кон Европската Унија. Едноставно, создавањето на предпоставки за побрз развој, за побрза размена на стоки, на услуги, за јакнувањето на енергетската моќ на државата, обезбедувањето на услови за нормално лекување на граѓаните во Република Македонија не значи ништо друго, туку значи значат предпоставки за побрз развој на државата и нејзино посилно чекорење кон стигнувањето на европскиот воз. Така што сметам дека е сето тоа добро и очекувам една повисока транспарентност во поглед на проектите кои ќе бидат финансирани со овие пари и исто така очекувам вклучување на македонската економија, на македонското стопанство во изградбата на клучните објекти. Сакате брзата железница, сакате Галиште, Чебрен, сакате болниците. Факултетот за медицина во Штип, исто така во образованието, така во образованието, сегменти инфраструктура, во сите сегменти. Да. И сметам дека добро е и македонските стопанственици да го најдат сопствениот интерес во сево ова. На тој начин и целиот тој кредит ќе биде поевтин, доколку се вклучи нашето стопанство, ќе биде поевтин, поисплатлив и бенефитот ќе го видиме побргу како граѓани на оваа држава. Дали оптимизам дава и новата реторика на Европската Унија, која што, ако се сеќаваш порано оние средби, особено на овој Западен Балкан, еве доаѓа Рама, Вучич и тогаш Заев, и како се однесува Вучич и Рама, односно буквално кажувајќи се што треба да им кажат на европјаните, без пардон, без вакна на јазикот, оној нашиот што хихи се смееше таму западно-бугарскиот премиер, што веќе не беше, нели? Сега реториката е сменета и власта, начинот на кој што се однесуваат нашите властодржци, но дали и тоа и она што се случува со Британија, она што се фати возот со Соединетите Американски држави пред изборите и блиските врски со Трамп и луѓето кои што беа пред неговиот избор, тука па стана најбитни фаци во американската администрација, нели? Сега имаме една ситуација кога доаѓа Каја Калас, единствена земја каде што немаше критики. Беше тоа интересно, не помина тоа многу низ јавноста, така не ги интересираат убави вести нели нашите медиуми. Само кај нас имаше пофалби. Никаде, на друго место, секаде ги искритикува. Беше и во Црна Гора, во сите земји каде што беше во Србија, им кажа многу критики. Кај нас немаше критики, имаше многу пофалби. Меѓу другото, една информација која што исто така бегло помина, кажа дека постојат механизми за откочување на македонскиот евроинтеграцијски процес. При тоа не рече прифатете го, мора да ги смените, да го смените уставот. Тоа не го каже исто така директно, конкретно, како што оние што доаѓа претходно, тие пониските ешалони го кажуваат и го кажуваа. Кажа, постои начин. Мислам дека тоа ја запрепасти Бугарија, настрана да ќе има средба најавена е, треба да се случи, да видиме, нели, зависи тоа и од бугарите, но еве, постоеле начини. Ние знаевме дека постојат начини, им го кажувавме тоа одамна, нели, барем со оваа влада и јавноста експертска наша и се, условен, нели, условна промена, времена, согласно со влезот, нели, условена на уставот со влезот, па ќе нема проблем, нели, тогаш да видиме црно на бело. Дали се менуваат работите на овој план и што на глобален план мислите? Па општо, нели, глобално се менуваат работите. Ние сме дел од приказката, не сме некој остров. Дефинитивно. Така, нели. Со доаѓањето на Доналд Трамп на чело на Соединетите Американски држави, мислам дека целата клима обштествена се промени. Европа
се најде некако извисена и затекната после говорот на Дивенс на собирот Минхенската безбедносна конференција. На Минхенската безбедносна конференција. Се најдоа затекнати. Останаа со паднати вилици. Затоа што Дивенс јасно им стави до знаење дека сепак државите имаат граѓани кои си ја бираат власта и ќе имаат онаја власт која тие сами ќе се одберат. Не може никој од надвор, од Брисел или од каде и да им наметнува нова власт, да им наметнува правила на игра. Не, правилата на играта се ги пишуваат нациите. И тие ќе играат по тој терк. Мислам дека тоа во многу ја промени генерално политиката на Европската Унија. Тие се сега се уште неснајдени, се уште талкаат и бараат свој пат, автентичен пат, се обидуваат да бидат што е можно помалку зависни од Соединетите Американски држави, но дефинитивно не можат тоа да го сторат, бидејќи од едната страна стојат Соединетите Американски држави, од другата страна знаеме дека се зависни од рускиот газ, од руската нафта и така натаму, и изборот им е релативно мал. И во тој поглед пријатно ми изненади ова со овие изјави на господјата Калас, но искрено не верувам на европските политичари. Не верувам на европската... Паталец, не гаталец, е македонецот. Да, не верувам на нивната бирократија, бидејќи досега многу пати сме се осведочиле дека се што плукнале, излижале, се што кажале, пупу пократко не важи. Значи, не и верувам, но сум оптимист токму заради промената на ставот на Соединетите Американски држави. Так. Од тој аспект, можеби, верувам дека има вистина во тоа што Калас го вели. Исто како што не верувам, не им верувам, како што не верувам и дека сопругата на Макрон денеска мудрила шлаканица, го видовме тоа на излез од авионот, заради тоа што го видела францускиот предлог што ги го доставил нам, па се завезекнала. Се шегувам, но има веќе по социјалните мрежи и тоа. Ти благодарам што беше. Нема зошто, ми беше задоволство. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.